Добар ден. Почитувани граѓани, денес сум во работна посета на секторот за внатрешни работи Струмица, односно полициското оделение во Ново село, во Струмица, и имав работна средба со колегите од полициското оделение, на кој што ме информира за актуелните состојби на подрачјето на Ново село, кој што тие го покриваат состојбите со криминалитетот, и разговаравме за предстојните парламентарни избори. Од моја страна кажав дека че имам неселективен пристап во постапувањето, тоа сум го кажал и претходно. Токму сега има тука одредена символика, знаете дека и градоначалникот на Ново село има и судска пресуда за недозволена трговија со акцизна стока. Потенцирам дека мојот неселективен пристап че важи не само за функционери, туку и за представници на политички партии, за сите граѓани, односно без разлика на етничка, верска или било каква определба. Ова го потенцирам во пресрет на престојните парламентарни избори со оглед на тоа што на сите колеги во полициски службеници во секторите за внатрешни работи им укажувам да постапуваат неселективно во однос на сите изборни нерегуларности поврзани со подкуп, уцени, семејно гласање или било какво кршење на избирачкото право на граѓаните. Знаете дека денес секторот за внатрешни работи Штип поднесе пријава до основното јавно обвинителство во која што имавме кривично дело недозволен подкуп, и ги информирам граѓаните да не се инволвираат во овакви активности со оглед дека казната согласно кривичниот закон за кршење на избирачкото право, односно за изборни нерегуларности, и до 10 години казна затвор. Имено се работи за лице кој е собственик на продавница на влезот на ромското мало во Штип, кај кој се пронајдени речиси стотина лични карти, патни исправи, односно лични документи, кои што биле одземени од страна на граѓаните од ромска националност, а кои што имале долгови во продавницата, и на кои што им било кажано дека сите документи ќе им бидат вратени на денот на гласање доколку гласаат за политичката партија Социјалдемократски сојуз. На тој начин е извршено кривично дело согласно кривичниот законник, информиран е основниот јавен обвинител, прибрани се материјалните докази и во тек се вршење разговори со сите оние лица на кои што им се одземени личните документи. Министерството за внатрешни работи постапува и по други пријави и оперативни сознанија за изборни нерегуларности, и исто така че постапува и во иднина. Очекуваме во текот на денешниот или утрешниот ден да се реализираат и други вакви активности на Министерството за внатрешни работи. Јас силно апелирам до сите полициски службеници да не подлегнуваат на било какви политички, партиски, економски или притисоци од криминалните структури, да не се инволвираат во изборни нерегуларности и најпрофесионално да ги извршуваат полициските задачи во поглед на откривање и процесуирање на изборните нерегуларности. Истовремено на сите граѓани им кажувам слободно да излезат на гласање, да го осторат своето избирачко право во безбедни услови, а доколку имаат било какви информации за изборни нерегуларности, истите да ги пријават до Министерството за внатрешни работи со цел преземање на соодветни активности. Силно исто така апелирам дека граѓаните да се воздржат од инволвирање, односно реализирање на изборни нерегуларности, односно подкуп, уцени, закани, семејни гласања, заради тоа што полицијата будро ги следи нивните активности и против истите ќе бидат преземени најригорозни санкции. Ви благодарам.